почитувани представници на медиумите, пред се сакам да ви се заблагодарам што сте тука заедно со нас денес во Охрид. Граѓанско-демократската унија и официјално ја продолжува својата кампања во срцето и душата, престолнината на културата и просветата на Македонија, градот Охрид. Тука сме заедно со носителот на изборна единица 5 Даниел Јордановски и останатите колеги од листата и предизборниот штаб со цел да ги запознаеме охриѓани и охридската јавност и регионот со нашите приоритети за овие избори. Граѓанско-демократската унија како еден од основните столбови и приоритети во својата основна политичка платформа, но и во самата предизборна програма го има поставено и ја има поставено реформата во администрација и промената на политичкиот систем. Но кога зборуваме за сето тоа, ние како ГДУ имаме желба да дадеме личен пример и да предизвикаме промена со личен пример во општеството. Затоа ние кога зборуваме за политички промени и реформи, зборуваме дека тие реформи треба да започнат од врвот на пирамидата, тоест од нас политичарите. Затоа Граѓанско-демократска унија се залага за намалување на бројот на пратеници во Собранието на Република Македонија на 90 по моделот на Словенија, на прва етапа од првиот мандат на Граѓанско-демократската унија, а во вториот мандат нашите размислувања се дека Македонија може да функционира и македонската парламентарна демократија може да функционира и со 61 пратеник. Собранието е една гласачка машина која што се докажа дека е премногу скапа за граѓаните на Република Македонија. Над 7 милиони евра се трошат на основа на бруто плата за пратеници во собрание. Со само половината од тие средства ние би можеле да изградиме едно модерно училиште по германски модел во кое што да се обучуваат и образуваат над 800 ученици. Затоа ние зборуваме за основни приоритети како што се образованието и здравството. Кога размислуваме за промена на политичкиот систем, нема како да пропуштиме дека за оваа година Македонското собрание има буџет од 10 милиони евра. Со половината од тој буџет може да се развие слободно Охридската, Битолската или која и да било друга болница како основен приоритет во општеството, а тоа е здравието на граѓаните. Затоа ние размислуваме за реформа и во извршната власт со крајна цел рационализација и ефектуирање на работата на администрацијата. Ние од ГДУ веруваме во мала, но ефикасна државна администрација. Предлагаме влада со 15 министри во која што нема да има можност за министри без ресор. Ние сметаме дека купувањето на политички мир во земјава со назначување на министри без ресор во владава е крајно време како пракса да престане во нашата држава, бидејќи граѓаните не се должни на луѓе кои што реално немаат обврски и не работат ништо да им исплаќаат високи плати и привилегии. Треба да се стави крај на патните трошоци во оваа држава. Кога ќе завршиме со врвот на пирамидата, намалување на број на пратеници, намалување на министри во влада, тогаш можеме да зборуваме за намалување на бројот на советници на премиерот и воведување на пракса на еден заменик министер. Со намалување на сите тие трошоци ќе се отворат и ќе останат средства во буџетот, кои што ние ќе можеме да ги инвестираме во нашите основни приоритети – здравство и образование, како и капитални инвестиции на територијата на целата република. Ние зборуваме и предлагаме да се намали бројот на државни агенции, да се намали бројот на администрација преку рационализација и процес на предвремено пензионирање. Кога зборуваме за кратењето на јавните трошоци, нема како да не ги споменеме апсолутно паразитската пракса на надзорни и управни одбори на државни институции и предпријатија, кои што за жал, освен да земаат плата од буџетот, со ништо друго не помагаат ниту на општеството, ниту на средината во која што живеат. Граѓанско-демократската унија овие приоритети ги поставува на прво место во својата агенда со јасна цел да ги намалиме јавните трошоци за да останат средства со кои што да ги развиваме добрата во нашето општество, а тоа е образованието и здравството. Се надевам дека ќе нашите предлози и нашите идеи во оваа политичка кампања ќе наидат на широко разбирање од граѓаните, дека ќе добиеме нивната поддршка и овие наши ставови во наредниот парламент на Собранието
ќе успееме да ги одбраниме и заштитиме, поставувајќи си јасни и конкретни цели во првиот и во вториот мандат на идното македонско собрание. Ви благодарам. Ако имате прашања, повелете.